Добро вечер, драги пријатели. Вечерва повторно ќе се дружиме со една видео анализа, но ќе почнеме од геополитиката, поточно кој што видовте во насловот на анализата, дали Владимир Путин го смени Фјодоров, министерот, индиректно нормално, преку Зеленски, министерот за вајска, мислам, војниот министер или министерот за одбрана на Украина. Интересна работа, сменети Сирски, и Фјодоров и Сирски се руси, значи не се украинци, но Фјодоров ја уведе техниката со дроновите и дигиталното војување, што Сирски не сакаше да го примени многу, и од тие причини Путин, тоа е моја анализа, неам нормално аргументи да продам, му нареди на Зеленски, ја многу пати кажа дека Зеленски човекот на Путин, бидејќи Зеленски дојде на власт во Украина со руски гласови, вицувајќи мир, а инаку многу аналитичари ми се смешни која дека Русија извршила агресија во Украина. Дека е точно специјална операција и дека има конфликт, е факт. Но зашто Русија влезе во Украина, ниједен досега од аналитичарите не кажа. Не знам колку и е познато, дека Владимир Путин беше еден од најдобрите раководители на КГБ, од тие причини даде и на власт, на крајот за нова година 99-2000, и да си го назначи. Ја индиректно го укажа тоа уште 95-та дека во Русија престојат големи промени, дека се заминува од власт, значи нема да има ни избори, а че дека ќе бе прегазена. Тоа се случи со доаѓањето на Владимир Владимирович Путин. Но сега ни е тема друга, а тоа е што се случува на глобалното поле или оно што го кажа. И кажа дека Зеленски да не се повторува, е човек на Путин и благодарение на руските гласови дојде. Инаку за сега ќе беше ликвидиран или отстранет од таа функција. Но Зеленски е толку умешен глумец, неко со еврејско потекло, роден во Криви Рог, самиот кажува дека првиот начин јазик му бил руски, нормално еврејски е, но украинскиот кога го зборува, да не се наврат албанци, кои ќе почнат да зборуваат, особено и ромиве, кои се обидува да зборуваат македонски. Акцент по акцент се човекот познава. Значи, Зеленски игра се по нотите на Путин. Владимир Путин, председател на Руската федерација. Затоа ќе аргументирам како аналитичар. Дипломиран аналитичар, зборам, дипломиран на Југословенски институт за номераство, општи смер група аналитичари. Прво што направи? Залужни беше добар генерал и на Путин му создаваше проблем. Зеленски го смени и го прати, бидејќи он беше човек на Велика Британија, за амбасада во Велика Британија и преку него действуваше. На негово место го постави Сирски, кој иначе е руска школа, русин, неговиот татко, мајка, брат живеат во Русија. Значи, ако до сега ќе беа ликвидирани или иселени тамако, не работел за Москва. И не знам кој колку ме следи, затоа ви рекол, ние што има желби да ги следат моите објективни анализи, треба да притиснат копчето subscribe или преплати се бесплатно на Facebook, кај може да следат на TikTok и Instagram. Немам анализи, ама се трудам само секој ден, не ги издавам, од причина што нема причина да се преповторувам секој ден. Значи,
он го смени, Залужин го прати и Сирски што правеше? Ја во молби кешам, сега знам дека кој реков дека е облигувањето на украинска војска во Курска област, намерно пуштено од Русија, во договор за да бидат што повеќе уништени. Веќе 3 војски се уништуваат во Украина, со сила се мобилизираат војници. И која е целта на Путин или поточно на Руската Федерација? Целта е происториски враќање историските територии на Русија. Донбас, тоа секојаш било руска територија за време царска Русија. Донбас на Украина го подарува Ленин, кој е евреин, а Хрушчов го подарува Крим 56-та, мислам, година беше, на Украина, го зема од Русија. Значи, тоа се чисто руски територии. Одеса, знаеме дека која беше кралица, Катерина Велика, да, ја изградува, се со руски области. И многу мина, од вас не знам колку знаете, дека Русија не почна да се гради од Москва, него од Киев, и во тоа време ја нарекуваат Киевска Русија. И во тие причини зборувам дека Киев го сметат многу Русија за татко на руските градови. И кој ќе погледаме наталната карта на Владимир Путин, кој е роден на 7 октомври 1952 година, значи во знакот на Терезија со познак во Шкорпија. Не би сакал картава да анализирам многу, но ќе ви кажам дека во моментот гледате неговиот Марс е во 8 поле, а тоа е поле на смрт блокади. Значи тргна сериозно, кој што реков, дека јули, август и септември ќе бидат клучни, оние што ме следат, а сонцето му 9 поле и надвор од земјата. И што направи Путин, кој прашање, оно што дозволи делумно да се погодат некои рафинерии, делумно реков, но не со големо оштетување, за да го забрани извозот на дизелот, а за дизел ретко која земја извезува, и треба и на Америка, и на САД, и на многу земји. И потоа што направи? Друго, го пушти намерно да се погодат некои бродови, не знам колку били пуни, за да сега се бомбардира Одеса и за се направи втора криза, тоа е криза со храна, бидејќи Украина заедно со Русија се најголеми производители на житарици, скоро околу 50% од светското производство тука е. Особено Украина е позната по тоа. И сега се гаѓаат бродовите во Одеса, значи да нема извоз на житарици од Украина, и Украина се обидува преку западна Украина и нешто преку Костанца да извезува жита. Жито треба ланска година и пушти наводно ради Африка, натаму ова година нема, и Путин е решен да заврши со војнова, и затоа велам, ја мислам дека под него влијание, а Зеленски уште пред да почне конфликтот, јасно укажа една работа кој стои позади овој конфликт, кој го финансира, тоа е еврејското лоби. За мене конече беше долно неговата реченица: од Украина ќе правиме голем Израел. И не е случајно, последните 2 години се случуваат и ово со Иран, прво нападот на Иран и САД, на САД и Израел врз Иран, неуспешно беше.
После првиот напад минатата година, Трамп и Путин се сретнаа на Аљаска, но Трамп не се оно што вети не го одржа, почна да се меша во Украина, значи продолжија Старник работи за нивните, откривајќи цели, но Путин му возврати со Иран, со податоци, нормално, и со усовршување на дроновите, шахат, или шахат, како ги викат иранците, кои ги добија Русија ги добија од нив, но ги усоврши, им помогна. А интересна работа Иран, која прашање, он е подпанени, тростви доле, кој знае до кај стасано и нуклеаркиве, мислам, богатување, ураниум да се создадат нуклеарки. Ово Трамп што го направи со Иран е многу лошо за Трамп и за САД, па и за целата светска економија. Но прво да завршам со Владимир Путин, председателот на Руската Федерација. Ово ќе го заврши до крајот на септември, евентуално октомври. И сега онеспособи се што може да се онеспособи во Украина. Ви земете Украина, пред конфликтот имаше околу 51 милион, сега се непуни 25, со сила мобилизира. И целта на Русија е да ослабе економски и воено Европа и САД, бидејќи тука многу оружје се однесе во Украина, многу се продаде на трети земји, а што е интересно е за Србија, председателот на Србија, Александар Вучич, се има 16 пати до сега сретнато со Владимир и Володимир Зеленски. Српската војна индустрија работи за Украина, изведуваат муниција во Украина. Тоа прескапо ќе и чини. Нема да добија заштитата руска ако дојде во конфликт со Албанија или Косово или било кој друг. Реков дека Владимир Путин сега во поден, неговото сонце во 9 поле, транзитно зборам, а Марс му во 8, и ќе покаже сите заби. Значи, Иран не е сам, па гледате сега е затворен и не само Хормузски залив и куците, го затворија и другиот прелаз на Црвеното море, така да сега нафтени деривати тешко идат, многу време, веројатно, но податоците што дават сателитски и Русија и Кина, Иран успеа успешно да ги погоди сите бази што има САД на Блиски Исток. Во една моја анализа, не знам колку ме следите, реков дека главна цел е бркање на САД од Блискиот Исток на нивните бази и затварање на бесплатната нафта што ја добија од Саудитска Арабија и други работи и уништување на петродоларот. Доларизација на Америка. Америка, и САД поточно кажано, има доминација во светот благодарение на доларот и од тие причини он основно на 60%, скоро 70%, се држаа резерви во долар, сега се паднати под 50%, некаде околу 40%, уште паѓа доларизацијата и до некаде интернетот, да кажеме, и ситкото, платежните средства што држат еврејското лоби. Од друга гледна точка, кој ќе погледаме наталната карта, значи овој наталната карта на Владимир Путин, гледате, сега Меркурий ќе директно во 9 поле, значи на глобалната цена сосема ќе се спратат работите и појако ќе удри. Ако ќе погледаме наталната карта на Доналд Трамп, председателот на САД, ќе видиме една работа која не е убава, он влегува во жив песок. Зашто велам влегува во жив песок? Ова свира не му требаше, него навлече тука Нетањаху,
Ја кажав дека Израел ќе доживее муслимански џихад, поточно ќе биде избришан од картата, не и посакувам тоа, но кажувам кој аналитичар, и од тие причи они почна да купуваат земја во Аргентина, земјиште на 600.000 хектара, мислам. Нешто купија во Албанија, затоа имаше протести за иселување од таму. Бидејќи и пред да го изградат Израел, да го создаат 48 Израел, го создаат со руски евреи на 4 милиона таму, руски евреи отидоа и со дозвола на Сталин. Они планира израелски или еврејска држава да гледат или во Аргентина или на Староно. Бидејќи таму се окружени со муслимански земји и непријателски, значи он од кога е создаден Израел, он војува, нон-стоп е во војни, и во овој момент он на себе го навлече гневот на цел свет. Отпорно што ги жале поради Холокаустот, а Холокаустот не е направен во Германија, е правен во Полска намерно. Иначе Хитлер беше британски агент и Хазар се евреин, нормално. И војната тогаш е Проштилој исто така финансира на Хитлер, како и на Наполеон Бонапарт. Но реков сега малку за Доналд писател на САД. Сонцето умрело во 12-то поле, тоа е завршна куќа во астрологијата. Имунитетот ќе му падне, а у меѓувреме Сатурн е во 8-то поле, тоа е блокади и пречки. Значи треба да обрне големо внимание. Не е исклучено, не му посакувам, и насилно да се обидат да го тргнат од 8 сат, бидејќи транзитен Марс, еве го гледате, на 17 степења, а е во конјункција со неговото натално Сонце. Значи, тоа може биде насилна смрт или атентат, не дај Боже. И плюс, кој ќе се земе транзитно Сонце низ 12 поле, за него, значи сега веќе крајот на јули и август е опасен период, особено сега крајот на јули, кој ќе има силна конјункција на почеток на август меѓу транзитен Марс и натално Сонце. Илико тука би сакал нешто малку на крајот да кажа и за Македонија, за непромислени потези на нашата влада, поточно на надворешната политика, со потпишување на договор за коалиција на војните, тоа е огромна грешка направена, затоа и Зиков, Димитар Зиков, инаку прошедот на должност на руската амбасада, реагираше со нота. Тоа не е паметно, бидејќи тоа е увлекување на Македонија во војни судир. Не треба да се заборави дека Руската Федерација е земја со најголем нуклеарен потенцијал. Значи, сите земји, цел свет останат да ги собере колку нема, Русија има повеќе, значи повеќе и од САД. А да не збориме дека војната вселенска е добија и така натаму. Тоа работа би сакал, например, да му објаснам само на работа. Грешката на што направи Зоран Заев, кој најголем штетник во Македонија, кој не е етнички македонец, со протерување на рускиот амбасадор, руски дипломат стари беше, и протерување на Самсоненко, голема штета направи прво тоа време на земјоделието во Македонија, особено во Ресен, до тогаш Русиве или Руската Федерација го откупува јаболкото од Ресен. Потоа што направи? Место јаболко купија садници од Ресен, а Путин тогаш на министрот за земјоделие на Руската Федерација му нареди да се развие земјоделието, а има доволно газ и под пластеници они имат секое време и домати, и пиперки, и јаболки почна се
не се довезуваат. Тоа се и сега случува со влада, истото го работи. Јас само една работа да ви кажам. Самите американци викаат лошо е да бидеш непријател на САД, уште е полошо да бидеш пријател. Исто Министерство за надворешни работи на Македонија, жалост, тоа личност на несоодветно место, така се групира, кога САД и заедно сите го нападна Иран, го поздрави тоа, а цела Европа беше против. Самата Шпанија не им дозволи на американците или на САД нивни авиони да полетуваат од базата, они мораа да напуштат Шпанија базата. Тоа се случи и многу други земји, па и Бугарија сега исто во страв. Кај нешто е, американците или САД ги пунат авионите со керозин и оттамо напаѓаат Иран. Повтор пат добија ултиматум од Иран дека ќе бидат гаѓани базите на САД во Бугарија. Значи, Бугарија се наоѓа пред едно големо прашање дали ќе опстане, ако се случи тоа, а Иран не бе сам да се разбереме. Тука е војен сојуз, не е толку евидентен како НАТО, на Северна Кореја, Русија, Иран и делумно Кина. Кина иако повеќе гледа економски интерес, и Европа е уништена целосно. Прво економски се уништува и од Русија, а особено од Кина, со ефтини производи. Кина што и направи на САД и на Европа. Они по ефтината работна сила отворија фабрики во Кина, брендовите ги откупија, ги копира и направија многу подобра технологија и многу поевтина, значи по-конкурентна на пазарите. Затоа на власта им препорачувам да си седи мирна, да не истрчува ко коза пред руда, особено на министерот од Сунски му тоа советувам. Човекот не е дорасен за тоа место, тоа очи му кажувам. И дека тоа не е слабата точка владата, а инаку ова што се случува во Македонија не е случајно. Ја опоменав, ама не ме послуша и затоа го избришав. Ве кажав таа видео. Ретроградно Меркур, ово што случува со тројното не е случајно, ви кажав. Се ќе ви кажам зашто. Кога ќе земете карта на Македонија, во многу мои анализи кажа дека Македонија е најлесна за следење. Зошто? Бидејќи се знае часот на создавање што ретко која држава знае. Тоа е завршување на референдумот на 8 септември 90 и прво во 20 часот. Значи Македонија е во познак купен, знак певица, и секој ќе погледнете Меркур ретроградно, кога реков треба да се тргнува ретроградно, кажа го избришав после тоа видео намерно јас, а го имам лично, од јутро само го избришав, Меркур е ретроградно во четврто поле, а метата планета е во шесто поле. Шесто поле во муното троја представува владата, а Меркур знаеме народ и интелектуалната енергија, во четвртото, значи во домот, а инаку е во рак, ќе предизвика проблеми со стомокот и со деца. Значи доаѓа до тројање со вода во Гостивар и во Крушево се јавува секаде помалку. Значи ништо не е случајно, затоа реков дека Македонија може да следи од минута во минута, но за тоа си имат луѓе, не сека да не се меша. И во моментот Сатурн е се уште во 12 поле на Македонија, значи се уште ќе има непријатности. Реков ја до крајот на септември, владата требаше јули да го преспие, она се обиде и со законот, со изборниот закон, не ме послушува за жал, но тоа е нивна работа, не е моја, се имат стално нивни луѓе. Инаку Марс сега влегува во трето поле, а владата на прво, владата ќе добие на сила на комуникации, но треба да се внимава
на многу други работи. Не би сакал да зборам за тоа, за да не ме разберат погрешно некои, бидејќи ово што го кажувам само да помогнам. А за другото си имат своји луѓе, платени луѓе, кои треба да размислат и го советуваат премиерот. Се пореко многу погрешни потези, особено во надворешната политика, но како ќе биде на крајот. Драги пријатели, добар сон со создателот им каде напред.